10 лица се пријавиле да го дооформат своето образование во Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и наука Киро Бурнас на последниот конкурс објавен од Агенцијата за вработување во рамките на проектот Втора шанса. Заинтересираните имаат можност бесплатно како вонредни ученици да се преквалификуваат или доквалификуваат, а услов да бидат вклучени во проектот е да се невработени, информира директорката на училиштето Весна Трајковска. Течеше конкурс за луѓето кои што за ученици со одредена возраст, за роми, за жени, за невработени, за оние кои сакаат да си го преквалификуваат. Значи течеше оглас каде што само услов беше да бидат невработени во Агенција за вработување и оттаму тоа се викаше проект Втора шанса и таму може оние ученици, сега може би ученици, јас ги викам ученици, тоа се веќе може и повозрастни, кои што поради некоја причина не го дозавршиле своето образование, а имаат завршено, например, 3 години. Имаат свидетелство до 3-та година, 4-та година им го нема. Или завршиле 3 степен, а сакаат во 4. Има можност да аплицираат, за да можат бесплатно, значи тука државата плаќа се, бесплатно да си го дооформат образованието регуларно како вонредни ученици. И оттаму добивме информација од Агенцијата за вработување дека во нашето училиште има 10 пријавени кандидати. Во тек тече постапка, ни пратија список и сега во момент тече постапка каде ги контактираме лицата за да донесат потребна документација, нели, за да ги задолжиме со испити кои треба да ги полагат и тоа да го завршат. Годинава најголем број на ученици во Киро Бурнас се определиле за земјоделско-ветеринарната струка, посочува Трајковска, иако голем интерес имало и за двете нови струки, здравствена и сообраќајна со по еден профил, дуална паралелка. За прв пат поведовме две нови струки од два различити профила. Едниот беше од здравствена струка, профилот фармацевски техничар, и едниот беше од сообраќајна струка, техничар за патен саобраќај. Тоа беа два нови профила и можам да кажам дека заинтересираност навистина токму тука е голема. Воведовме и на албански наставен јазик, така да можам да кажам дека околу 50 ученика, 45 ученика се во фармацевски техничар, значи од двата профила, а 25 се во сообраќајна. Толку и се планирани, пошто беше само една паралелка и тоа дуална, значи толку ученици колку што сме барале, толку и се запишани. А што се однесува до другите струки што ние ги имаме во нашето училиште, и покрај тоа што ова е момент, ние прва година сега воведуваме овие два нови профила. Моменталната состојба е да сепак имаме повеќе запишано ученици, зборам збирно, во земјоделско-ветеринарна струка, па потоа имаме во фармацевски техничар, па потоа имаме во сообраќајна струка, машинска, лични услуги, прехранбена, значи сепак во земјоделско-ветеринарната струка имаме најголем број запишани ученици во момент. Тоа е и добро, затоа што ние, нели, како регионален центар, всушност и поминавме во рамките на тие две струки, земјоделско-ветеринарна и прехранбена струка. И набавка на опрема што ќе се врши во нашиот центар ќе биде насочена токму кон овие два профила, овие два смера всушност, но не дека другите смерови ќе бидат запоставени, дека тоа друго нема да се обнови. За сите други ќе биде обновено се што е овде застарено, но ќе се даде предимство на овие два смера. Државното средно училиште Киро Бурнас, откако премина во Регионален центар за стручно образование и обука, се стекнува со можност да отпочне со процес на валидација, кој првпат се вметнува во Законот за образование на возрастни.